Министерот Николовски смирува. Паника не треба да има, заради тоа што државата се грижи и доволно леп, брашно, јајца, масло за јадење ќе има. Но сликата на терен се празни рафтови. И додека министерот убедува, очекува и апелира да се прекинело со лажни вести, масло за јадење во одредени продавници нема со денови. Останува отворено кој ги шири лажните вести. Дел од граѓаните веќе се направиле залихи од зетин, а цената по која го купиле стигнува и над 130 денари. Не да нема, не да ќе нема. Еве бе Драчево, бе тука кисела, нигдека нема. Што очекувате за понатака? Ништо, нема подобрување. Ништо со оваа влада, ништо немаме. Ништо немаме со оваа влада. Па сигурен сум дека ќе снема. Зашто нашиот народ е, како да кажам, неодговорен. Има се. А оваа земја од земјоделска ја направива со мали погони. Нормално дека прво треба стратегијата на една држава да биде наменета на луѓето и на нивната исхрана. Ви кажам наискрено, од претходно земавме, имам уште едно-две флаши, меѓутоа добив известување дека имало некаде. Ќе ви кажам и цена по 135 денари литар. Имам дома 10 кила и толку. И не само маслото. На само 2 недели пред еден од најголемите христијански празници Великден, најмалку двојно поскапеа јајцата. Табла јајца чини 273 денари во одредени маркети. Дека цените на храната вртоглаво растат, покажува и вредноста на минималната синдикална кошничка за едно 4-члено семејство. Во споредба со март лани, годинава се потребни најмалку 3000 денари повеќе за задоволување на основните потреби. Пресметките на статистика пак покажаа дека трошоците за живот се зголемени за речиси 9% во однос на лани, а најмногу поскапе храната.